Во подножието на планината Јабланица, сместено едно од најубавите македонски села, Вевчани. Како најкратко да се опише Вевчани? Кога човекот и природата ќе се здружат во хармонија, кога посветеноста, љубовта и истрајноста ќе се спојат во едно, тогаш најблизу ќе ја добиете сликата за прекрасното Вевчани. Овде народот фатил корен уште од дамнина и грижливо го чува манетот на предците. Вевчанци се ведри, трудолюбиви и топли луѓе. Од водата, земјата, каменот и шумите кои им ги подарил Бог, направиле мал рај на земјата. Традицијата и вербата е она што ги држи за родната грудка. Кога ќе пристигнете во Вевчани, неодминливо посетете ги вевчанските извори. Изворите се култно место со кое се врзуваат многу обичаи. До изворите води осветлена патека на која има место за починка под дебелите сенки на дрвјата, додека под вас шумоли бистрата вода. Температурата на водата е од 6 до 9 степени Целзиусови. По пат ќе сретнеме малечки цркви и параклиси кои ги граделе овдешните жители во слава на Бога. Тука, на 14 јануари за време на славата на Свети Васили, кога се одржува надалеку познатиот Вевчански карневал, луѓето доаѓаат на полнокното крштевање на изворите. Вевчанските извори се заштитен споменик на природата. Вевчани има преку 10 цркви, стари со векови. Тука вредната рака на мајсторите го оставила своето дело на кое се восхитуваат сите добронамерници. Соборната црква Свети Никола е ремек дело на градителството. Мајсторството на тајфата на Дичо Зографот која го зографисала овој храм изнудува воскит до денешен ден. Доколку барате место за починка и добар ручек, тука се вевчанските ресторани. Добрите домакини се погрижиле секој кој ќе наврати еднаш да дојде повторно. Храната е одлична, а рецептите стари со генерации. Низ вевчанските јадења ќе вкусите недопрената природа. По добриот појадок, уредените соби ќе ви пружат починка. Доколку сте љубители на планинските прошетки, во Вевчани неодминливи локации се излетничкото место Јанков камен, каде е изградено рекреативното езерце, местноста Голина со глацијалното езерце Локва, како и уредената планинска патека до Горна Белица. Чекорејки низ шумата, под вас ќе се отвори прекрасен пејсаж кој ви го нуди Охридското езеро на дланка. Тука некогаш чекорел и Свети Климент. Наместа низ шумата се уште се познаваат делови од патот Вија Игнација, кој минувал низ овие предели. Вевчани е населба која вистински живее. Нејзините улици секогаш се преполни со луѓе. Тука неизбежно ќе сретнете туристи од земјава и странство, и тоа во секој период од годината. Нема човек кој не го посетил и веднаш не го засакал ова место и овие луѓе. Посетете го Вевчани, оној кој дошол, повторно ќе се врати.